проблеми со Република Грција, меѓутоа на граѓаните на Република Грција не би сакал да им бидам во кожа, ниту пак им го посакувам ова што им се случува во моментот благодарение на политиката или благодарение заради политиката на штедење. Замислете преку ноќ да се намалат за четвртина платите во Република Македонија. Што ќе се случи? Платите јонака во Република Македонија не се високи, меѓутоа замислете да се намалат за четвртина преку ноќ. Да имаш па да немаш, како онаа еврејската поговорка. Ама во Грција па да имаш премногу и сега да имаш нормално. Што се однесува до планот на реформи, го чекаме се уште, тие требало да го достават, требаше да го достават во текот на вчерашниот ден, го доставија денес утринава. Она што го најавија е дека ќе имаат мерки за подобра наплата на буџетот, како што разбрав, и дека ќе имаат мерки што ќе во однос на подобра контрола на јавно потрошените пари во Република Грција. Да почекаме па да видиме, во секој случај секоја мерка во тој поглед е добра и за грчката економија, но генерално и за регионот. За мене Ципрас се уште нема добиено мојата доверба, се уште ми личи на шарлатан, ќе бидам искрен. Добре, искрен си од почеток. Од почеток сум искрен за тоа, иако идеолошки припаѓам на неговата страна, се уште не може да ме увери дека неговите планови ќе ги реализира од една единствена причина, што јас Сириза не ја пратам 3 месеци, како што ја пратат останати, тука ја пратам последните 5 години. И можам да ви кажам дека отстапувањата кои тој ги има направено во споредба со првата програма која имала Сириза, се отстапување од 360 степени. Тоа е едно. Да, од излагање во НАТО, сега не слушаме дека ќе излегуваат од НАТО нешто така. За економски па да не зборуваме, од човек што ќе национализира, сега стана човек што ќе го помага бизнисот. Многу е, он докажа всушност дека прагматизмот е единствената, све на крај све се сведува на него и дека на крај ќе се прилагодиш на играта или ќе те снема. Не успеа да истрае во неговите првични правила. Не, ама тој ако се прилагоди на играта ќе го снема. Сега да се разбереме. Он се прилагодува на играта. Ова се нијанси, Ивица. Врз база на тоа што он го имаше првично. Сега овие отстапување, дали ќе има тројка или нема да има тројка. Тоа се минимални отстапувања. Да, он сега дојде да разговара за тоа дали ќе има тројка. А до пред 2 години он не јавуваше излегување од еврозоната. Таму и така. Знаеш, многу е огромна разликата. Разликата од тоа што беше и тоа што е сега. Значи, тоа беше критичната тема во Европа. Должен сум да спомнам дека во Германија можно е да имаме едно интересно случување. Во Хамбург победија социјалдемократите на изборите, меѓутоа добро, Хамбург и онака е тврдина на социјалдемократите, таму тие не беа на власт само некои 4 години кога имаше една голема коалиција на конзервативците и зелените. Прво таков тип во Хамбург, меѓутоа сега победија со една згодна разлика, ако ќе мора повторно да стапат во коалиција, веројатно ќе стапат во коалиција со зелените. Меркел останува единствениот цврст лидер во Европа, со цврста доверба во него. Но на избориве ЦДУ покажа дека се наоѓаат во еден интересен пад. Именно ЦДУ има најслаб резултат во Хамбург уште од ерата на Аденауер. Значи во последниве скоро 60-70 години тие немале послаб резултат од овој што ги имаат сега. За возраст имаме подемна оваа про-ЕУ, но анти-евро партија што се вика Алтернатива за Германија. И либералите, интересно, во Хамбург прерипаа над 5%, значи не е тотално мртва таа партија, иако можеби во Германија тешко дека ќе влезат повторно во некој. Едноставно можеби се гледа и таа заситеност. Да, градоначалникот на Хамбург го спомнуваат како евентуален против кандидат на Меркел на следните избори, па останува да го видиме овој човек, веќе го ставиме вдека на радарот како еден од политичарите што треба да го следиме во наредниот период. Во Британија имаме еден интересен скандал, таму поранешните министри за надворешни работи Джек Стро и Малком Ривкинд, британски телеграф и Channel 4 телевизијата ги фатија како на лажна кинеска компанија која што ја основале овие медиуми, им ги нудат своите услуги за лобирање, а притоа и двајцата членови на парламентот и велат дека ќе обезбедат пристап до било кој амбасадор на Британија во светот, дека нивна дневница за половина од работен ден е меѓу 5 до 8.000 фунти и така натаму. Ова е доказ дека
интегритетот е многу тешка работа во политиката. Па Тони Блер, бившиот премиер на Велика Британија, до ден денес го работи тоа, да бидеме најасно. Дека интегритетот има цена, значи политичарите обично си го најдоа бизнисот. Дури веројатно ова им е многу поисплатлив бизнис од политиката. Значи политичарите кои што заминуваат во политичка пензија во лоби фирми и во други фирми, очигледно дека имаат проблем со својот политички и морален и личен интегритет. Тие не се политичари, туку трговци поединци. Оние другите политичари кои што поинаку ја следат политиката и поинаку се трудат за политиката, најверојатно ќе ги најдете во политичка пензија во некое средно училиште. Ова беше малце его трип се, да си дозволам и јас такво нешто. Во однос на другите глобални проблеми, распадот на Либија продолжува, Љупчо. Тоа го забележуваме, таму дури има и нешто што се нарекува исламска држава. На една брутална видеоснимка покажа како им откинуваат глави на 21 копски христијани од Египет кои што работеле во Либија. Исто така спомнува дека од Либија ќе рипнеле преку Средоземното море во Европа и дека во Европа ќе почнале полека да ја повторно да ја освојуваат Европа во име и на исламот. Ја мислам дека ова се луди фантазии. А западниот свет како одговор на тоа крева раце и ако сите се потресовме со право поради Шарли Ебдо, сега едноставно како каналите да се затворени за тоа што се случува таму и наместо западниот свет да направи со сите своји сили да проба да го спречи тоа лудило и да направи нешто разумно на Блискиот Исток, затоа што стабилноста на Блискиот Исток значи и стабилност на регионот. Ние си креваме раце, нас тоа не ни интересира. Ако ќе тропне лудилото на наша врата, тогаш не знам што ќе правиме. Очигледно е дека што се случува е во огромна мера и вина на Западот, затоа што тој Запад беше главниот финансиер на арапската пролет. Сето ова е нус продукт на арапската пролет. Не само тоа, туку фантазиите дека постои нека умерена опозиција во Сирија се распадна. Во Сирија имаме само две сериозни групи против Ал-Асад. И двете се радикални. Првата е Ал-Нусра, огранокот на Ал-Каеда за Сирија, а втората е Исламската држава. Ја не знам која е полоша од тие двете. Значи во држава каде што најдобриот избор ти е Башар Ал-Асад, треба да го поддржиш Башар Ал-Асад. Значи нема повеќе што да се коментира. Истото ќе го кажам и за Египет. Иако знам дека за Египет имаме диаметрално спротивни мислења. Јас тука сметам дека најголема грешка што беше направена во Египет е тоа што се поништи демократскиот процес во Египет и што се поништи можноста муслиманското братство легитимно да учествува во политичкиот живот на Египет. И да убие што е можно повеќе христијани. Не верувам дека тоа е така. Во Египет мислам дека Сиси моментално е најдобриот. Конечно си најдовме добра замена за Мубарак. Сиси е новиот Мубарак и токму тоа е тоа што му треба на Египет. Јас мислам дека во Египет започна демократски процес и дека муслиманското братство беше на пат да стане дел од политичкиот процес. Во Тунис се гледаме дека немаат проблем со демократизацијата, си тераат луѓето. Тунис е друга приказна. Па сега друга приказна. Културен релативизам е баш. Кога ќе им дадеме на луѓето да бираат на избори, не може после да го контролираме нивниот избор. Значи не може така сега го отвараме процесот, па го затвараме како што нам ни чини. А зошто? Заради интерес на туѓи земји. Ама не, во Египет ескалираше ситуацијата. Не знам дали ескалираше ситуацијата. Во Египет муслиманското, добро, ајде да бидам фер, ќе кажам, дел од муслиманското братство во Египет правеше проблеми. Или дел од исламистичките движења што не се врзани со муслиманското братство. Од каде знаеме? Но муслиманското братство не покажа капацитет да ги смири, не покажа капацитет полицијата да ги упати. Тие дивеа, нив им беа отворени вратите. Минатиот пат кога беше потиснато муслиманското братство, дел од нивните радикални членови отидоа направија Ал-Каеда, еден од тие Алман Ал-Завахири кој што сега ја води Ал-Каеда. Сега пак се потиснати. Што ќе прават сега радикалите сега? Наместо радикалите да им дадеме да занимаваат со политика и малце кога ќе се судрат со реалните проблеми да им отапи таа острицата, ние ги фрламе во уште поголем радикализам. Не ја гледам логиката тука. Тука јас и ти не согласуваме. Значи, ја цврстата рака на Блискиот Исток ја гледам како единствено решение. Јас пак демократизацијата, затоа што мислам дека ако не се отвори тоа општество, ако не ги ослободи своите демократски и економски капацитети,
тоа потенцијално ќе раѓа радикализам таму, а тој радикализам ќе се одразува врз Европа. Било како радикализам на европските имигранти, било како бранови нови емигранти кон Европа. Еве, ја ќе го кажам најпозитивниот пример таму, тоа е Иран. Иран не е отворено општество. Иран сосем спротивно затворено општество. Не, најпозитивен. Иран е највисок, ја ќе речам дека таму најпозитивен пример е Тунис, според мене во моментот. За мене е Иран. Ради тоа што Иран денес произведува научници, произведува. Иран има една демократска црта таму на своето уредување. Има една сериозна хибрид, него е страшен хибрид. Иран е друга приказна. Таму има една демократска црта има, не зборам дека е доминантна, меѓутоа има и такво нешто. Почитувани слушатели, за жал, иако традиционално завршуваме со Украина, но на крајот на оваа емисија ни остана само да го поздравиме фактот што во најголемиот дел од фронтот во Украина оружјето замолча, дека политичкиот процес полека се отвара и да се надеваме дека примирието ќе додржи во иднина. Останува да видиме дали најголемата опасност за европскиот мир и натаму ќе остане Дамоклов мач кој што виси врз европската безбедност, или пак таму конечно ќе се отвори политички процес кој што ќе овозможи во Украина да се дојде до политичко решение и одминување на кризата. Со ова ја затварам 24-та епизода од втората сезона на емисијата Ринг. Љупчо, добрите политичари завршуваат во средна школа и на радио, а овде завршува Ринг на Радио Слободна Македонија. Со Ивица Боцевски на Радио Слободна Македонија.